На стартот од учебната година во училиштата на територијата на општина Василево можам да кажам дека пред стартот на учебната година веќе општина Василево, односно основното училиште Гоце Делчев од Василево, спремно ќе ги пречека своите деца и оние што се во повисоките класови и нашите правачиња кои треба од 1 септември да појдат на училиште. Она што значи општествена одговорност и она што значи донација од некои компании кои се работуваат со општина Василево е веќе вроди со плод. Минатата година компаниите Сокотап и Филип Морис инвестираа овде во ова училиште некаде околу 1.700.000 денари, за да оваа година истата соработка продолжи и се инвестираат околу 2 милиони денари, од кои 1 милион средства од Сокотап и Филип Морис во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка и околу 1 милион денари од буџетот на општина Василево во соработка со Министерството за образование. Она што деновиве се инвестира во подрачното училиште во Радичево всушност е изградба на котлара каде што ќе биде сместен парниот котел кој ќе биде енергетски ефикасен, односно ќе работи и на дрва и на пелети, за да можеме да имаме избор, односно да го избираме онаа грејно средство кое ќе биде поевтино за училиштето и поставување на радиатори за целото училиште. Што значи дека до почетокот на грејната сезона сите тие градежни активности ќе бидат завршени, а освен тоа треба да пристапиме и со промена на подот во самото училиште, така да учениците кои ќе учат, а се со бројка од 33 ученици овде во подрачното училиште Радичево, да ги имаат најсоодветните услови. Освен тоа, општина Василево можеме да кажеме дека имаме веќе распишено јавна набавка и за подрачните училишта Сушево, Добрашинци и Чанаклија, каде што исто така треба да добијат систем за топловодно грејење, што значи дека оние ќумбиња, печки кои беа во досегашниот период и на кој начин ги затоплуваме училиштата, веќе ќе бидат во заборав, бидејќи сите училишта на територијата на општина Василево ќе добијат систем за топловодно грејење, односно парно грејење.